Професорите од Тетовската гимназија на учениците од паралелките на македонски јазик од денес започна да им држат настава на градскиот плоштад. На ова се одлучиле со оглед дека нема резултат од ветувањето на градоначалничката дека ќе се воведат 3 смени во централниот објект, за да и тие таму посетуваат настава од почетокот на школската година. Се согласивме наставата да ја следиме во 3 смени во матичното училиште на предлог на градоначалничката, но ни беше укажано дека тоа е противзаконски. Се прашуваме дали беше законски после покањето на водовната цевка во учебната 2009-2010 да бидеме во мизерни простори во барката во дворот на бившето медицинско училиште, да работиме како трета смена во основното училиште во Селчев. Дали е законски да посетуваме настава веќе 5 години како номади, раселени во 2 згради, во едната учејќи заедно со учениците од основното училиште, а во другата во мизерни понижувачки услови. Зарем не е противзаконски да се кршат основните човекови права и правата на децата кои што учат да учат во нормални услови? Учениците велат дека е тешко да се биде на настава на отворено. Сам дека треба да имаме више школа, пошто не е работа овде када седиме и да бидеме отфрлени од другите. Сите имаат школа, само ние немаме. Учениците од нашето училиште имаат едни од 10 најдобри, а учеле во училници каде што нема компјутери, каде што нема никаков кабинет ни по хемија, ни по физика, во нашето училиште за сега. Учиме вака цел месец сме дома, немаме никакви информации што ќе се случи понатаму. Гимназијалците требаше да почнат да учат во централниот објект на училиштето, откако со години настава следија во објекти на други установи. Како долготрајно решение се смета доградба на објект во гимназијата.